Добар ден, драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на 4 сезони. Денеска специјално за вас ќе направам италијански десерт кој верувам дека сите го имате пробано, меѓутоа не знам колку од вас го имаат направено дома, се вика панакота и ќе направам со вкусна ванила, малце кора од портокал и ќе направам многу убав овошен сос од мешано шумско овошје. Ќе направам и многу интересни и вкусни солени тарталети кои ќе бидат полни со убаво вкусно зачинето мелено месо и одозгора ќе додадам димен јогурт кој сам ќе го направам, ќе видите како, и секако кисел кромит кој е идеален како вкус. Едноставно, денеска ќе направиме многу добри две јадења. Едно солено предјадење и еден десерт, многу познат, препознатлив насекаде во светот, а денеска ќе имате можност да видите и како навистина се прави. Тарталети со говедско мелено месо. Едноставно, вкусно и неодолливо. Од кога ќе ги направите, кога ќе ги пробате, навистина ќе останат во вашиот дом за секогаш. Верувајте за тоа што постојано ќе ги правите. Што све ни е потребно? Да купиме прво тортили од првата продавничка. Меѓутоа, тортилите се малку дебели за да бидете едноставни да ги обработите. Се што треба да направите, ставете една тава на среден оган, да се загрее и во нејзе додајте малце масло. Меѓутоа не многу. Спремете го калапот за мафини блиску до вас, а со помош на модла или со ножички сечете убави кругови. Потоа, многу кратко и многу брзо, ќе ги ставиме во тавата во загреаното масло. Мора да внимаваме да не се испржат, него само да омекне тестото, а потоа многу едноставно ќе ги ставиме во калапот за мафини или во некои други калапи или што ги имате дома. Ајде сега, ставив масло да се загрее на среден оган. По 3 ќе ставаме, за да можеме да направиме баш онака како што треба. Вака, чим ги испржите по малце, ставете ги на даската, додајте други и едноставно, нели? Мора да бидат масни. На тој начин, кога ќе ги ставиме во рерна да се испечат, ќе бидат со златна боја или со бледо бакарна боја. Значи, само колку да омекнат. Еве, драги мои, како изгледаат. Многу едноставно. Ајде да ги ставиме и другите, и тоа да додадам прво масло, затоа што тортилјата е тесто, нели, прима од маслото, затоа помалце, никако многу. Меленото месо, многу едноставно. Ќе ја направиме онаа класика. Кромидот ситно ќе го исецкаме, ќе го додадеме во тавче добро да се испржи, а од кога ќе се испржи, ќе го додадеме и месото, едно чешне лук или две, ќе додадеме паста од домати, на крај малце бело вино да му даде енергија и месото ќе биде навистина многу брзо готово. Во тортилите ќе ставиме и димен јогурт. За да го направиме димениот јогурт, треба прво да направиме димено масло, а јас ќе ви покажам како. Сега ги вртиме од оздола, затоа што ова е омекната кора. И многу внимателно ќе ја ставиме во калапот. Можете и да стисните малце ако се собере, нема никаков проблем. Еве, и оваа ќе биде готова. Еве, драги мои, ги ставивме во калапот за мафини и сега ќе ги испечеме од 7-8 минути на температура од 180 степени. Кога ќе видите дека се навистина крцкави и имаат убава бакарна боја, тогаш извадете ги од рерната или од печката и оставете ги добро да се оладат, затоа што само така ќе бидат убави и цврсти кога ќе биде готово месото. И тука треба да бидеме многу внимателни, месото не смее да биде со течност во него, треба да биде добро издинстано, значи убаво испржено и суво кога ќе го нанесеме внатре, да биде
многу вкусно за јадење и нормално многу убаво на изглед. Имам длабок сад, кој е од хром никел 1810. Натре ќе ставам едно вакво мало тањирче, а врз него ќе ставам малце поголемо. Овде имам свежи зачини. Ќе ги искористам за маслото да добие многу убава нота на зачини кои навистина ќе го направат да биде не само димено, него и многу вкусно. Јас го сакам некогаш и на сирење од озгора која ќе оставам. Вкусот е единствен. Во садот ќе додадеме масло. Не претерувајте со количината на маслото, затоа што ќе треба неколку пати да го правите истиот процес за тоа масло да биде димено. Околу 250 до 300 мл се сосема доволни за овој сад масло. Сега, погледнете го овој момент. На огнот на шпоретот ги ставив јагленчиња, убаво да се запалат. Сега тие јагленчиња ќе ги ставам во свежите зачини и многу едноставно да дувнам само неколку пати. Ова ми се допаѓа. Меѓутоа мораме многу да внимаваме. Ете така, сега е доволно. Сега и од озгора вака ќе ставиме некое зачинче, оф. И се што треба да направиме, драги мои, е да го поклопиме садот. Да го оставиме 30 на минути, маслото да го прими димот и сме направиле одлично и многу вкусно масло, меѓутоа димено. Земеме едно убаво тенџерче кое не е лепливо, како ова моево. Во него ќе додадеме 1 литар павлака за готвење и 200 мл млеко. Ванилата ќе ја додадеме на крај, затоа што ако ја додадеме сега ќе испари и нема да се чувствува. Затоа ќе ја ставам тука на страна. Значи огнот да биде, ако имате од 1 до 9, нека биде на 4 или на 5 максимум ќе видите. Поентата е павлаката и млекото да не зовриат, него едноставно да тлеат. Вода ќе додадеме во желатинот и добро ќе го измешаме за да се стегне. И многу важна работа, кога ќе биде готова панакотата, кога ќе го ставиме внатре желатинот, да мешаме се додека желатинот комплетно не се истопи, затоа што во спротивно може да има грудчиња, а тоа, верувајте, не е во ред. Ставете ладна вода во желатинот, 14 грама имаме тука. Убаво измешајте го и оставете го на собна температура да се стегне, како што кажав. Како и секогаш, многу, ама баш многу големо внимание додека сецкаме и секогаш го користиме правилото за сецкање многу цврсто. Секогаш со нашите прсти го држиме кромидот за да не ни избега, затоа што ако избега може да лизне и да се исечеме. Сега ќе додадеме масло. Еве го звукот кој кажува дека тавата е навистина загреана. Јас овдека имам ким. Денеска кимот ќе биде главна звезда на ова јадење, затоа што посебна арома дава кимот. Многу е поразличен од куминот. Го знаеме сите, уште од детството кога правеве нашите мајки или баби правеа кифлички, го ставаа од озгора заедно со сусамот или со крупна морска сол. Затоа денеска ќе додадеме ким, меѓутоа ќе внимаваме затоа што кимот е навистина многу јак зачин, кој испушта многу јака арома и ако ставиме повеќе од она што ни е потребно, за жал ништо нема да направиме затоа што све ќе мириса само на ким. Ете така кимот го истолчив, месото е спремно. Сега ќе го уклучам шпоретот, овој пат на 9 и од кога ќе се загрее, во него ќе додадам шекер да се растопи. Од кога ќе се растопи шекерот, во него ќе ги додадеме овие мешани шумски овошја.
Јас сега ќе го исецкам лукчето и ќе го додадам. Ете така. Одлично, јас сега ќе го додадам месото. Сега за сега, месото ја има онаа класична миризма. Меѓутоа, сега ќе го додадеме прво кимот. Секогаш внимавајте и не претерувајте како што ви кажав. Ќе додадеме бибер. Одлично. Сол и добро ќе промешаме. Ако е огинот многу јак, намалете го да биде средно према јак. Или, народно кажано, на седмица овој пат. Го чекам мирисот на кимот да се појави. Еве го. Одлично. Сега, кога месото ќе се испржи убаво и кога ќе биде онака разделено да не биде во грудки, во него ќе додадеме и доматен сос. Еве го, додадете го доматниот сос. Убаво промешајте. Толку убаво мириса. Еве го, месото е скоро комплетно разделено и не е во грудки. И затоа сега е моментот кога ќе го додадеме последниот вкус, кој на месото ќе му даде една посебна нота на мала киселост и на нешто што сите го сакаме, е многу препознатливо. Вкусот на виното со месо на Балканот е навистина многу почитуван. И сега оставете го да крчка и не дозволувајте да изгори. Значи, бидете тука. Тавчето се загреа. Јас сега ќе ставам тука шекер и ќе го карамелизирам малце. Да видиме панакотата. Полека, сигурно си крчка. Мефцето си е тука. Значи, на добар пат сме. Ќе земам едно мало тенџерче, ќе го уклучам на 9-ка, а во него ќе додадам вода, ќе додадам оцет, јаболков или вински, ќе додадам шекер и сол. Ова е смесата или саламурата што ја правиме за киселиот кромит. Многу е едноставно. Откако добро ќе зоврие, трнете го на страна, додадете го внатре исецканиот кромит, поклопете го и оставете го 30 на минути. За само 30 на минути ќе добиете убав и вкусен кромит, кој се надевам дека и понатаму ќе го правите, затоа што овој кромит можете да го направите и во поголема количина и да го ставите убаво во една тегла и да го чувате во фрижидер. Верувајте дека секогаш ќе уживате во неговиот вкус, а од ден во ден тој е повкусен и повкусен. Еве го, шекерот карамелизираше. Сега во него ќе го додадеме мешаното шумско овошје и добро ќе промешаме. Земам малце лимонче едно и ќе капнам неколку капки во овошјето да добие една убава кисела нота дополнителна. Мерак. Ајде сега сосот со овошјето ми е готов. Во еден мал сат, една мала лажичка нишесте и пченкарен скроп, внимателно измешајте да се спои целата смеса и додадете ја. Измешајте и оставете кратко да проврие додека смесата убаво не се згусне. Одлично. Готово. Одлична густина. Токму тоа што ми требаше. Измешам малце месото и на крај, драги мои, за дополнителен вкус додадете малце буковец или чили снегулки. За оние кои сакаат луто да јадат, нели? Одлично.
Саламурата за киселиот кромит веќе почна да врија. Сега ќе го трнеме од оган, ќе го исклучиме шпоретот и на месечинки, меѓутоа не многу тенки. Бидат околу 3 до 4 милиметри. И сега, вака како што е, директно ќе ги ставиме во садот на саламурата. Ќе поклопиме и сме завршиле голема работа. Секогаш пробувајте саламурата што ја правите. Може да додадете мед, може да додадете и други видови на зачини. Значи, се она вие што јадете, можете да го ставите во оваа саламура кога правиме кисел кромит. Еве го кромитчето. Сега само добро ќе измешам. Одлично. Поклопуваме и тргаме на страна. Сега, многу важна работа. Млекото и павлаката за готвење се готови. Она што преска ви го кажав, погледнете го желатинот колку си има стегнато. Токму тоа ви треба и на вас. Откако ќе се стегне желатинот и откако ќе биде све готово, го додаваме во павлаката. Сега треба многу добро да мешаме, да се растопи и соедини. Месото ќе го намалиме на најтивко, полека да си чрчори. Што убаво. И убаво мириса. Сега дојде моментот додека мешам да ја додадам и ванилата, затоа што тука ќе остане целиот нејзин вкус. Откако желатинот добро ќе се растопи, земете еден портокал и изрендате малце од кората во панакотата, меѓутоа внимавајте да биде само портокаловиот дел, затоа што таму е аромата. Белиот дел почнува да горчи. Затоа, нежно, без многу стискање, внимавајте со количината, не смее да има многу, затоа што овде млечната арома е на прво место горе на пиедесталот, затоа што таа е најважна во панакотата, сето друго е вкус. Сега, земете модли. Модли може да одберете какви сакате, ако немате модли, можете да ги ставите во обични чаши или пак во еден голем сад и ќе оставите сето тоа убаво да се олади најмалце час и половина до 2 во фрижидер, за сето тоа убаво да стегне. И има едно друго трикче, кога правиме вака во калапи, тие ќе се стегнат во фрижидер. За многу лесно и едноставно да ги извадиме од калапите, загреете вода. Многу кратко ставете го калапот во водата, меѓутоа водата да не навлегува во панакотата. Од топлината панакотата ќе почне малку по малку да се растопува и ќе излезе и ќе биде мазна баш онака како што треба да биде. Сега вака топла смесата оди во фрижидер, како што ви кажав, час и половина до 2, за добро да се стегне панакотата. Прво ќе го тргнеме горниот капак. Да, браво. Ова е веќе оладено све, еве како изгледа. Сега, многу внимателно, ќе го извадиме садот. Ете, така, секоја капка масло е вредна, затоа што навистина преубаво мириса. Ќе земеме јогурт. Ете, така, со пипета. Ќе додаваме помалку прво, малце повеќе од половина пипета и сето тоа убаво ќе го измешаме. И бескрајно уживајте, затоа што навистина правиме еден нов вкус на јогуртот. Му додаваме една димена нота, која на јадењето ќе му даде друга демензија, верувајте. Тоа е тоа, сега го ставаме малце во фрижидер и јогуртот да отстои, да прими од маслото и веднаш ќе почнеме да сервираме. После час и половина, драги мои,
Малите калапчиња со панакотата се стегнати и спремни да ги сервираме. За големиот сад треба барем уште 2 часа убаво да го оставиме покриен во фрижидер со најлонска фолија, комплетно да се стегне, а потоа ќе видите сега што ќе направам со малите калапчиња. Панакота ставив вода да се загрее, меѓутоа не да врие, него онака 75 до 80 степени максимум. Пред да почнеме да сервираме панакотата, ќе го сервираме пред јадењето. Што ќе направиме сега? Прво, од јогуртот ќе ставиме малце доле со цел да ни се залепат, да не мрдаат. Ете така. Тарталетите се одлично испечени. Сега ќе земам малце од мевцето. Сосема доволно. Фатите ја нежно со 2 прста тарталетата и ставете внатре од месото. Одлично. Земеме малце од димениот јогурт. Ќе додадеме од озгора. Ете така, драги мои. И сега се што треба да направиме, да ставиме уште малце свежа мајчина душичка од озгора. Ова е денешното пред јадење, драги мои. Сега да видиме што ќе направиме со панакотата. Многу нежно ќе ја фатиме вака и ќе ја спуштиме во водата, меѓутоа ќе внимаваме да не навлезе вода во неа. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ќе ја иседиме убаво од вода и ќе ја свртиме тука. Ќе ја фатиме вака и хоп, ќе притиснеме малце надоле. Истото ќе го направиме и со другите калапчиња. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ќе ја извадиме, ќе ја избришеме и неизе ќе ја ставиме тука. Да видиме дали ќе може. Ете така. Еве ги. Еве го уште едното. Малце повеќе се растекоа од тоа што ги остави во топла вода, меѓутоа нема никаков проблем. Одлично. Сега по едно мало гранче нане ќе даде свежина. Ете така. Драги мои, тоа беше се за денеска. Вистински уживавме овде во студиото, а посебно јас додека ги готвев тарталетите и превкусната панакота. Вие секако не заборавајте да се регистрирате на нашиот сајт или нашата веб продавница, каде што е во тек наградната игра. За купен производ од 1700 денари добивате многу вредни подароци од нашиот пријател Витаминка. Јас сум Дејан Христовски, водител и автор на ова готварско шоу, а вие бидете и утре со нас.